Доколку сте подготвени, ајде, одиме на петата планета со малиот принц. Петата планета била многу интересна. Таа била најмала од сите. На неа имало доволно место само за еден фенер и за еден човек што го палел фенерот. Малиот принц не успеал да си објасни зашто можеле да служат некаде во небото, на една планета без ни една куќа, без население, тој фенер и човекот што го палел фенерот. Па си рекол со умот: може би овој човек е бесмислен, но сепак е помалку бесмислен и од кралот, од вообразеникот, од бизнисменот и од пијаницата. Неговата работа барем има некаква смисла. Кога тој го пали својот фенер, тоа е како да се раѓа уште една звезда или како да никнува уште едно цвеќе. Кога го гасне својот фенер, како да заспива цвеќето или звездата. Тоа е многу убава работа. Тоа е навистина корисно, зашто е убаво. Кога стапнал на планетата, со голема почит го поздравил човекот што го палел и гаснал фенерот. Добар ден, зошто го угасна својот фенер? Тоа ми е должност, му одговорил фенерџијата. Добар ден. А што е тоа должност? Тоа е да го гасна мојот фенер. Добро вечер. Потоа пак го запалил. Но зошто сега пак го запали? Тоа ми е должност, одговорил фенерџијата. Не сваќам, рекол малиот принц. Нема тука што да се свати, рекол фенерџијата. Должноста си е должност. Добар ден. И пак го угаснал фенерот. Потоа си го избришал челото со едно карирано црвено шамиче. Јас вршам овде една застрашувачка работа. Порано тоа беше пристојно. Наутро гаснев, а навечер палев. Остатокот од денот ми беше за одмор, а остатокот од ноќта за спиење. А потоа должноста ви се изменила? Должноста не се измени, одговорил фенерџијата. Во тоа и се состои трагедијата. Планетата од година на година се вртеше се побрзо и побрзо, а должноста остана неизменета. И сега? Прашал малиот принц. Сега, откако се врти за една минута, јас веќе немам ни секунда време за одмор. Секоја минута поеднаш палам и гасам. Тоа е смешно. Деновите кај тебе траат една минута. Тоа воопшто не е смешно, рекол фенерџијата. Еве веќе помина еден месец откако ние разговараме. Еден месец? Да, 30 минути, 30 дена. Добро вечер. И пак го запалил фенерот. Малиот принц го гледал и му се допаднал тој фенерџија што и бил толку верен на својата должност. Се сетил на своите зајдисонца што некогаш сам одел да ги бара, поместувајќи го малку своето столче. Посакал да му помогне на својот пријател. Знаеш, јас знам како можеш да одмориш кога ќе посакаш. Сакам непрестајно, рекол фенерџијата. Зашто човек може истовремено да биде и верен и мрзлив. Малиот принц продолжил. Твојата планета е толку мала што можеш да ја обиколиш со 3 чекори. Треба само сосем полека да чекориш за да бидеш постојано на сонце. Кога ќе сакаш да се одмориш, треба да чекориш и денот ќе трае толку долго колку што ќе сакаш ти. Тоа нема многу да ми помогне, рекол фенерџијата. Она што најмногу го сакам во животот е да спијам. Нема среќа, рекол малиот принц. Нема среќа, рекол фенерџијата. Добар ден. И го изгаснал својот фенер. Човеков, си рекол во себе малиот принц, продолжувајќи го понатаму своето патување,
би го презирале сите други. Кралот, вообразеникот, пијаницата и бизнисменот. Меѓутоа, тој е единствениот што не ми изгледа смешен. Тоа е можеби затоа што тој се занимава со друга работа, а не сам со себе си. Малиот принц воздивнал од тага и пак си рекол: овој е единствениот што би можел да ми биде пријател. Но неговата планета е навистина премногу мала. На неа нема место за двајца. Она што малиот принц не се осмелуваше да си го признае, е тоа што жалеше за таа благословена планета, особено поради нејзините 1440 зајдисонца во 24 часа. Шестата планета била 10 пати поширока планета. Била населена од еден стар господин кој напишал колосални книги. Еј, еве еден истражувач, извикал тој кога го здогледал малиот принц. Малиот принц седнал на масата и издивнал малку. Веќе толку многу патувал. Од каде доаѓаш? Му рекол стариот господин. Каква е оваа дебела книга? Рекол малиот принц. Што правите овде? Јас сум географ, одговорил стариот господин. Што е тоа географ? Тоа е научник кој знае каде се наоѓаат морињата, реките, градовите, планините и пустините. Тоа е многу интересно, рекол малиот принц. Конечно, тоа е вистинска професија. И погледнал околу себе по планетата на географот. Никогаш дотогаш немал видено толку величинствена планета. Вашата планета е многу убава. Дали на неа има океани? Тоа не можам да го знам, рекол географот. Ах, малиот принц се разочарал. А планини? Не можев да го дознаам тоа, рекол географот. А градови, реки и пустини? Ни тоа не смогнав да го дознаам, рекол географот. Но вие сте географ. Тоа е точно, рекол географот. Но не сум истражувач. Мене ми недостигаат истражувачи. Географот не е тој што треба да води сметка за градовите, реките, планините, морињата, океаните и пустините. Географот е многу значајна личност и нема време за талкање. И ако сеќавањата на некој од нив му се видат интересни, географот спроведува анкета за етикета на истражувачот. А зошто? Зошто ако некој истражувач лаже, ќе предизвика катастрофи во книгите по географија. Тоа важи и за истражувачот што се опива. Зошто? Прашал малиот принц. Зошто пијаниците ги гледаат работите двојно. Тогаш географот би забележал 2 планини, онаму каде што има само една. Познавам еден што бил лош истражувач, рекол малиот принц. Тоа е можно. Значи, кога моралот на истражувачот не изгледа поволен, се прави анкета за неговото откритие. Се оди да се види? Не. Тоа е премногу комплицирано. Меѓутоа, се бара од истражувачот да приложи докази. Ако се работи, на пример, за откривање на некоја огромна планина, од него се бара да донесе грамадни камења. Географот одеднаш се возбудил. А ти доаѓаш оддалеку, ти си истражувач, опиши ми ја твојата планета. И откако го отворил својот дебел бележник, географот го наострил моливот. Истражувањата на истражувачите прво се бележеле со молив. За да се обележи нешто со мастило, се чекало истражувачот да приложи докази. Па, прашал географот.
Кај мене не е многу интересно, рекол малиот принц, зашто се е мало. Имам 3 вулкани, 2 од нив се активни, а третиот е изгаснат. Но никогаш не се знае. Никогаш не се знае, рекол географот. Исто така имам и едно цвеќе. Цвекињата не ги бележиме, рекол географот. Зошто? Тоа е најубавото цвеќе. Зошто цвекињата се краткотрајни. Што значи краткотрајни? Географиите се најскапоцените од сите книги, рекол географот. Тие никогаш не излегуваат од мода. Многу ретко се случува некоја планина да си го промени местото. Голема реткост е некој океан да се испразни. Ние ги запишуваме вечните нешта. Но изгаснатите вулкани можат пак да се разбудат, го прекинал малиот принц. Што значи краткотрајни? Дали вулканите се изгаснати или се разбудени, за нас е се исто, рекол географот. Она што е значајно за нас, тоа е, например, планината. Таа не се менува. Но што значи краткотрајни, повторил малиот принц, кој во својот живот никогаш не се откажувал од некое прашање што меднаш ке го поставил. Тоа значи, она на што му се заканува блиско исчезнување. Дали на моето цвеќе му се заканува блиско исчезнување? Се разбира. Моето цвеќе е краткотрајно, си рекол малиот принц, и има само 4 трнчиња за да се одбрани од светот. А јас го оставив сосем само дома. Тоа било неговото прво чувство на жал. Но тој пак собрал храброст. Што ме советувате да одам да посетам? Прашал тој. Планетата Земја, му одговорил географот. Таа има големо реноме. И малиот принц избегал оттаму, а мислите му биле окупирани со неговото цвеќе. Значи, седмата планета била Земјата. Земјата не е некоја каква било планета. Во неа се изброени 111 кралеви. Се разбира, не заборавајќи ги црнечките кралеви. 7.000 географи, 900.000 бизнисмени, 7,5 милиони пијаници, 311 милиони вообразеници, односно околу 2 милиарди возрастни лица. За да добиете представа за димензиите на Земјата, ќе ви кажам дека пред откривањето на електриката, на сите 6 континенти требало да се издржува вистинска армија од 462.511 фенерџи. Гледано од малку подалеку, тоа на вистина прави величествен впечаток. Движењата на таа армија биле подредени како оние на оперскиот балет. Прво, им доаѓал редот на фенерџиите од Нов Зеланд и од Австралија. Откако тие ќе ги запалеле своите лампиони, оделе на спиење. Тогаш им доаѓал редот да влезат во играта фенерџиите од Кина и од Сибир. Потоа и тие се повлекувале зад кулисите. Тогаш им доаѓал редот на фенерџиите од Русија и од Индија. Потоа на оние од Африка и од Европа. Потоа на оние од Јужна Америка. Потоа на оние од Северна Америка. Тие не грешеле никогаш во редоследот на влегувањето на сцената. Тоа било грандиозно. Палачот на единствениот фенер на Северниот пол и неговиот колега, откај единствениот фенер на Јужниот пол, се единствените што водат живот со безделничење и безгрижност. Го палат и го гаснат фенерот само по еднаш годишно.
Кога сака човек да биде духовит, му се случува и да излаже малку. Јас не бев многу правичен кога ви зборував за фенерџиите. Се плашам да не им дадам погрешна представа за нашата планета на оние што не ја познаваат. Луѓето зафаќаат сосем малку место на земјата. Ако 200 милиарди жители што ја населуваат, милиарди жители што ја населуваат земјата, застанат простум и малку збиени како на митинг, лесно ќе можат да се сместат на еден плоштад долг 20 милји и широк 20 милји. Целото човештво би можело да се натрупа на најмалиот остров на Пацификот. Возрастните сигурно нема да ви поверуваат. Тие си замислуваат дека завземаат многу место. Се гледаат себе си важни колку баобабите. Значи, ќе ги посоветувате да направат сметка. Тоа ќе им се допадне, зашто ги обожаваат бројките. Но не губете си го времето со таква обврска. Тоа е бескорисно. Вие имате доверба во мене. Кога малиот принц надокрај се нашол на земјата, бил многу изненаден зашто не забележал никого. Се исплашил да не ја сгрешил планетата, кога една алка со боја на месечината се помрднала во песокот. Добра ноќ, рекол малиот принц сосема случајно. Добра ноќ, одговорила змијата. На која планета сум паднал? Прашал малиот принц. На земјата, во Африка, одговорила змијата. Ах, значи на земјата нема никој? Овде е пустина, во пустините нема никој. Земјата е голема, рекла змијата. Малиот принц седнал на еден камен и ги поткренал очите кон небото. Се прашувам, рекол тој, дали звездите се осветлени за да може секој еден ден да ја најде својата? Погледни ја мојата планета. Таа е точно над нас, но колку е далеку. Убава е, рекла змијата. Што бараш ти овде? Имам проблем со едно цвеќе, рекол малиот принц. Ах, промрморала змијата. И тие замолчале. Каде се луѓето? Најпосле пак прашал малиот принц. Се чувствувам малку осамен во пустината. Можеш да бидеш осамен и меѓу луѓето, рекла змијата. Малиот принц ја наблюдувал долго време. Ти си смешно животно, и рекол најпосле. Тенка си како прст. Но јас сум помоќна од прстот на некој крал, рекла змијата. Малиот принц се насмевнал. Не си многу моќна. Немаш дури ни нозе. Не можеш дури ни да патуваш. Јас можам да те однесам подалеку отколку некој брод, рекла змијата. И се обвиткала околу глуждот на ногата на малиот принц како златна белезица. Оној што ќе го допрам, го враќам во земјата од која излегол, му прирекла таа. Но ти си чист и доаѓаш од звезда. Малиот принц ништо не одговорил. Ми предизвикуваш сожалување. Ти толку слабикав на оваа гранитна земја. Можам да ти помогнам некој ден, ако премногу зажалиш за твојата планета. Можам... О, те сватив многу добро, рекол малиот принц. Но зошто постојано ми зборуваш со загадки? Јас ги решавам сите, рекла змијата. И тие замолчале. Малиот принц минувал низ пустината и сретнал само едно цвеќе. Цвеќе со 3 венечни ливчиња, едно никакво цвеќе. Добар ден, рекол принцот. Добар ден, рекло цвеќето.
Каде се луѓето? Прашал учтиво малиот принц. Еден ден цвеќето видело како поминува еден караван. Луѓето, мислам дека ги има 6-7 души. Ги забележав пред повеќе години, но никогаш не се знае каде може човек да ги најде. Ги носи ветерот. Тие немаат корења, а тоа им причинува многу тешкоти. Збогум, рекол малиот принц. Збогум, рекло цвеќето. Малиот принц се искачил на една висока планина. Единствените височини што ги запознал некогаш биле 3 вулкани што му достигале до колена. А изгаснатиот вулкан му служел како столче. Од планина висока како оваа, си рекол, одеднаш ќе ја видам целата планета, а и сите луѓе. Но не видел ништо друго освен зашилените вршки на карпата. Добар ден, рекол сосем случајно. Добар ден, добар ден, добар ден, одговорило ехото. Кои сте вие? Прашал малиот принц. Кои сте вие, кои сте вие, кои сте вие? Одговорило ехото. Бидете ми пријатели, јас сум сам, рекол тој. Јас сум сам, јас сум сам, јас сум сам, одговорило ехото. Колку смешна планета, помислил тој тогаш. Целата е сува, целата е шилеста и целата е солена. А луѓето немаат фантазија. Го повторуваат тоа што ќе им го речеш. Јас кај мен имав едно цвеќе, тоа секогаш почнуваше прво да зборува. Малиот принц подолго одење по песокот, карпите и снеговите, најпосле нашол еден пат. А сите патишта водат на кај луѓето. Добар ден, рекол тој. Тоа била градина со расцутени ружи. Добар ден, рекле ружите. Малиот принц ги погледнал. Сите тие наликувале на неговото цвеќе. Кои сте вие? Ги прашал чудовиден. Ние сме ружи, рекле ружите. Ах, воздивнал малиот принц. И се почувствувал многу несреќен. Неговото цвеќе му раскажувало дека било единствено од својот вид во целата вселена. Но ете, таму ги имало 5000, сите исти, во една единствена градина. Тоа би се налутило многу, си рекол тој, кога би го видело ова. Многу би кашлало и би се преправало дека умира за да ги избегне подбивањата. А јас би бил принуден да се преправам дека сум загрижен за него, зашто инаку, за да ме навреди, тоа би можело и навистина да умре. Потоа, уште си рекол, јас се замислував богат со едно единствено цвеќе, а всушност имам само една обична ружа. Тоа и моите 3 вулкани што ми достигаат до колената и од кој едниот можеби е за секогаш изгаснат, не прави од мене некој добар голем принц. Сега гледам дека со сето тоа што го имам, не сум некој голем принц. И легнат на тревата, се расплакал. Вие немојте да плачете, легнете да спиете. Ќе се видиме утре. Добра ноќ.